Продолжуваме во студиото, ние убаво се освеживме, верувам дека можеби ќе биде како предлог идеја што убаво и вкусно да се изготвите ово утро или кога вие ќе си одберете да си направите нешто слично. Да продолжиме со оној дел, знаете дека по 10 часот нашите гости споделуваат она кое што го работат, нешто интересно што издвоиле, па така ќе биде и ова утро. Ќе започнеме од господинот Алберт, да ја замолам од режијата да не го пуштат најнапред видеото, кое што ќе го погледнеме, па ќе можеме и да коментираме. Еве, зашто станува збор? Ова видео верувам дека е поврзано со правата на ромите, каде се случува. Значи, ова видео го правивме во знак на одбележувањето на Денот на човековите права, кај што поканивме амбасади и владени представници да присуствуваат во еден затворен круг за да дискутираме состојбата на ромите, представници од Американската амбасада, представници од Европска унија, представници роми кои што се сега во извршната власт, кај што каде што ја дискутиравме и состојбата на ромите, исто така меѓу другото и промовиравме еден каталог на локални акции. Всушност каталогот на локални акции ги опфаќа значи сите интервенции во инфраструктурата кои што ги имаме спроведено како Ромалитико, и тука може да се пофалиме со асфалтирање на патишта, поставување на улични осветлувања, значи исто атмосферска канализација, меѓутоа и инвестиции во делот во училишта во подобрување на инфраструктурата во образованието. Ова, како што кажав, беше во рамки на проектот Заедно за просперитетна заедница. Она што е интересно е всушност дека ние дававме, значи од проектот имавме 40% инвестиции, 40%, додека локалната самоуправа учествуваше со 60%, меѓутоа имавме и вклучување на ромската заедница, која што по пат на работна сила или пак собирање на донации, особено во Куманово, поставувањето на јавното осветлување на соларни светла во Куманово, во делот на ромските населби, беше исто и подпомогнато од ромската диаспора, која што живее на секаде во светот, и овој модел се постави како доста успешен затоа што ја поврзува диаспората, ја поврзува локалната заедница, локалната самоуправа и донаторите, и овој круг може да придонесе кон значителни подобрувања на инфраструктурата во ромските населби. Втората слика што ја видовме беше во корпорацијата Леар во Тетово, каде што имавме средба. Сега ќе започнеме со фотографиите официјално. Каде што имавме средба со представништвото и со амбасадата на Америка. Тука имавме пред се, значи како што имате можност да ги видите, имаме и доста роми кои што се вработени во Леар, меѓутоа на високи позиции, на менаџерски позиции. Ние го фасилитиравме процесот на вработување на околу 100 лица во Леар во Тетово. Меѓутоа не е само ова успешна приказна, имаме и доста приказни каде што успеавме например во Ванхол, во Кромбертеш и Шуберт и во други компании кои што се на територија Дрекслер Мајер во источниот дел, кои што успеавме да најдеме добри работници, оние кои што навистина сакаат да работат, ги поврзавме и соодветен кадар, ги поврзавме со работодаваците и тоа резултираше со успешна формула за економска интеграција. Тука имаме поддршка за 97 роми за стекнување со завршено основно образование. Ова се лица кои што имаат поодмината возраст, кои што не успеле да го завршат своето образование кога треба. На различни причини. Да, кои што го напуштиле процес на образование, имавме скоро 100 лица кои што успеавме да ги интегрираме. Околу 60% од нив се вработија. Ова е од проектот со VFX што го имаме за обука за негователи на стари лица.
Кој штите како потребно? Потребно е особено, значи овие две професии и поставување на фотоволтаици, негователи за стари лица, ги увидовме како потреба на пазарот на труд, затоа инвестиравме баш во стекнување на курсеви и сертификати за оваа професија, за да може подоцна да се вработат во овие сектори. Денеска баш го одбележуваме тоа што им доделуваме сертификати и се надевам во понатамошниот период ќе работиме и на поврзување со дали се тоа старечки домови, дали се тоа исто компании кои што поставуваат фотоволтаици за да може да имаат полесен пристап во пазарот на труд. Тука исто така го фасилитиравме и процесот, значи помогнавме за семејствата да обезбедат социјални домови. Не е само Неготина, тука е и Виница, тука е и Крива Паланка. Така, тоа сакам да прашам, дали сам секаде каде што се градеа социјални станови, секаде дававме поддршка затоа што имавме свој тим кој што беше низ 20 општини во државата и кој што дава поддршка на ромското население во подготовка на документи, водење заедно со нив до институциите за да може да обезбедат свој дом. Така. И да го подигнат животниот стандард, кога ќе се подигне животниот стандард и начинот на живење. Ова е сега најновата соработка што имаме со Бизнис конфедерацијата на Република Северна Македонија, каде што имаат голем број на работодаваци. Ова е во рамки на ЕУ проектот што го спроведува Ромалитико. Тука сакам да кажам дека во овој период што следи, значи пробуваме да воспоставиме соработка со сите, така да кажам, конфедерации или пак стопански комори или асоциации за човечки ресурси кои што имаат поголем сегмент на работодаваци, за да можеме да видиме што е она што навистина се бара и што е она што можеме да го понудиме. Ова е во Вашингтон изминатата година, кој што заедно со извршниот директор Елвис Шакири, кој што доби престижната награда од секретарот Блинкен за особено достигнувања во доменот на човечки права, на човекови права, каде што може да кажам дека ова е настан кој што се одбележа со директно чествување. Така, ни беше гостин кога после неговото враќање од САД. Блинкен и особено сме како институт сме задоволни од досегашните постигнувања. И баш кога бевме и мотивација за сите вас, Кога бевме заедно во Вашингтон, јас бев на лидерска школа од амбасадата на САД. Кога бевме таму коментиравме дали е ова степенот каде што успеавме да го донесеме институтот сите заедно. И мислам дека има доста успешни приказни кои што оставаат белег во животот на ромското население и како институт не сме заложени само за правење на проекти или пак за, не знам, само за јавни документи, туку сме заложени кон менување на историјата на животите на ромската заедница. И мислам дека имаме доста постигнувања во овој период. Потребно е уште да се вложи затоа што не можеме да го недостатокот на инвестиција од 30 години, да кажем, во ромските мали, пак немањето на урбанистички планови. Не може преку ног да се смени. Не можеме со еден, два, три проекти да смениме. Тоа е резултат нешто кој што треба да се направи во повеќе од 5-10 години инвестирање. Меѓутоа инвестирање и во образованието, затоа што паралелно треба да се работи на секој сегмент за да можеме едно семејство да го поместиме, да кажеме, да го донесеме од не знам, состојба на гарантиран минимален приход, каде што земаат, не знам, 7-10.000, 11.000, да донесеме семејство кое што има 70-80.000 примања. Такви примери имавме во Прилеп, во Скопје имаме, каде што сме успеле да дадеме поддршка за вработување, успеле семејствата да си подобрат условите за живење. И сега, значи, решени се исто да останат во државата, да бидат контрибутори во општеството. Така, одиме со фотографиите од Бране, кои што да видиме какви фотографии ни споделува тој на Петрушевски од Режија. Еве.
малку надвор од собранието на Република Сите Македонија. фотографии така ќе видат генерално надвор од собранието, ќе ме гледаат таму често. Затоа што луѓето ве гледаат таму често, така. Ова е со мојот син често посетуваме она време барем кое што имаме да ги посетиме македонските цркви и манастири, мислам дека во Габреш, туку ше малечок коти повеќе време имав тогаш, сега за жал помалку се ваквите можности, ама е еден убав спомен. Да. Ево е веќе од мојата професија, моето прибежиште од политикава, пошто политикава е мандатна, ќе заврши. Да. Информационите технологии. Да, јас сум инженер по информатички технологии, ова е работа на еден проект во Брисел. Успеавме да го донесеме во Македонија, еден транзитен систем во царинската управа, кој што функционира сега пред некој месец е надграден, што ми е многу драго, иначе за ова добив и благодарница од Светска царинска организација. И како ни е потребно во ова време? Па дигитализацијата мислам дека е неизбежна. Доцниме. Добро. Ева на Домот на култура во Куманово со синчето на една, мислам дека беше фестивал на детски песнички. Често посетуваме в културни настани, мислам дека е добро деца од мали нозе да се навикнат. Активен е културниот центар во Куманово, да. Да, реално мора да признам дека е еден поактивните. Нормално спортот неизбежен дел време кога си има овде да, па бев задолжен во тој момент да го чувам како бев биче. Супругата имаше некакви други активности и јас вака успеав да го проследам над преворот помеѓу Вардар и не знам кој беше од она убава славна генерација на ракометниот клуб Вардар кога стана европски шампиони по втор пат мислам. Ем спорт, ем домашни обрски. Така, децата се учат од мали нозе. И ова е дел од професијава во IBM во Брисел, исто убави спомени. И негде каде што повторно ќе се вратам после после политикава. Ова ме исто драга фотографија, ова е моментот кога беше изгласана актуелната влада на Република Македонија со премиерот Мицковски веднаш по изгласувањето. Без селфи ништо. Да, да прославиме со селфи, меѓутоа ете некој не фотографирал и така ми остана една убава фотографија и убав спомен. Така, вие добро во политиката сте активни уште од вашите млади години, како во Куманово, во Унијата за млади. Сили, да. Ова е сопругава со синот Данило, моето семејство, мојата инспирација и поддршка за се ова е во Охрид. Една убав спомен, една убава фотографија. Убава фотографија. Нашето убав Охрид, како море изгледа? Јас мислам дека сте негде на море. Токму заради тоа и ја одбрав оваа фотографија, изгледа како да си на море, а всушност во Охрид. Горе, да, кога се нека седина. Така, да. Добро. Да, тоа се тие фотографии навистина. Ова е некоја драга моја фотографија од еден настан собир во Скопје, во главниот град, кога од некои од многуте протести и собири и митинзи кои што сме организирале. Меѓутоа ова беше така со една посебна енергија, мислам дека беше. Ова е под Калето, таа улица. Да, пред промена на името, ако не се лажам. Добро, имам уште нешто. Ова е убава фотографија, ова е моето друштво. Да. Бевме во средношколските денови 10 другари. Како почнавме да се жениме, станавме 20. Сега сме скоро 40. Така да ова е таа убава фотографија на некој 1 мај. Морам да ги поздравам другариве, прекрасна екипа. Убаво е да се види во денешно време. Треба почесто да ги повтараме ваквите седенки затоа што се помалку и сите генерално заедно имаме време да се собереме вака на една убава ваква. Добро, вие кумановци познати сте по тој мезалък. Познати сме по едење. Добро. Ајде, одрише да ги замолам и да ги видиме фотографиите од Филип Поповски. Да видиме, јас одбрав нешто. Добро. Ова е на твојата работна позиција, но ова е професионална кујна во ресторан во кој што моментално го водам. Во текст сме на едно снимање за дел од телевизиска емисија и не знам, некој ми се обрати од ние го викаме масата за сервирање, викаме паска, што е таа топла маса која што излагаат јадењата према ресторантот. Таму некој ме викна, прекине, ова е искрена нервозна реакција кога тргнете се. Думам да завршам, се оставите ме малку. Снимаме малце, да. Тоа е интересен момент.
Тешко ли да се снима вака кога се чури? Како не, се е топло, се врие, се е остро околу тебе, апсолутно. Добре, Ова е една моја посета во Атина, работна посета. Во Марина. Да, добро, можеш да видиш марината во Атина е стварно феноменална. Да. Значи тој лајфстайл таму што ни го возате буквално рамен на оној што го хедонистички слушаме и што го гледаме по телевизија. По филмовите. Апсолутно е Джеймс Бонд, да. Uz во ист аутфит да и денеска. Да. Нешто Сличен, да. сличен, У принцип носам црно, ова од истата Да, посета. очигледно, да. Носам црно бидејќи ми е многу лесно да одберам што ќе облечам. Не губам време од сабајле што ќе носам што мечене, што да да, комбинирам, најлесно ми е само земи секогаш е црно, битно е да е чисто. Да, ти си преокупиран изгледа со добро. комбинирање на храната сега, не иде и обликата. Да, И лесно ми е да купам, кога купам црно и тоа е тоа. Да. Ова е слика од Атина, буквално направив оваа фотографија бидејќи нели колку протести сме изгледале во Атина, оваа слика на сите вести, викам Да, чекај ја да имам на една од сите, оваа да. позиција. Беше мирно мислам тука кога бев. така. Да, ми е драга слика. Ова е во момент кога се работи буквално на сервис тајм, ние го викаме, кога е полн ресторант, се е букирано и кога искачаат нарачките, знаеш, И мора да се штиклира, да се прати. Секогаш Да се имам маркира. две различни бои за штиклирање. Црвено ми е нешто што излегло као дел од нарачка, зелено ми е нешто што го чекам. Се уште морам да знам бидејќи има маркери, може да има 30, 40. Ја морам да знам До кај си која маса до кај ми е. Кога излегло предјадење, салати, кога е треба да излезе главна ден и така натаму. И во гужва се доцни, тоа е нормално. Бидејќи рачунете колку малку луѓе спремаат за колку многу луѓе што се. Така. Меѓутоа да се запази некој оптимум. Ова е дел од емисијата ова Хедонизам со Фичо, кај што шетавме из цела Македонија. Ова е во Мавро, буквално момент кој што е пред да почне сетот на снимање. Као јас се Да. прашувам тука, окей сме, све е добро, да. Да, Палиме, да се да, пали, да, да, да. добра, ма убава фотографија, ете, убави моменти кои што И тука се во ги црно имаш со повторно. твоите. Да, со ланчето. Еве тоа црно. Веки Ова е- ме леп, ти ли ги месеше? Не, ова е една пекара, голема пекара, кај само јаше самаце ми се бркаат моментија, пошто буквално цела Да, Македонија. ма мене ме прошетавме. потсети онака на убави лебови кога Многу беа нашите добри, баби да. по дома ги месеа, да, Апсолутно. онака баш ми изгледа како домашен леб. Как мене леп ми е љубов, буквално. Да. Ме сакам да го Не, кажам, реков, не, знам дека е лебарска прем- нација сме ние, Апсолутно. Имаме сериозно добар леп и треба да си ја негуваме оваа култура. Да, И ме така радува е. што се повеќе гледам добри лебови на пазарот. Да, така се. А ова е мојата сопруга, тука негде кога сме трнати, сега не знам оваа слика точно кај сме, кај се Па добро, ама мене ми беше интересно, имате некоја играчка, гарант Значи, има нешто некој детски славите роден или ден, нешто, да, одите нешто нека тако прослава, нешто покриваме, така, да, добро, баш убаво. Ете, Мојата инспирација. Надвор од Максо е негде кујната. позади таму, 100% около. Чимо да има детски го роден. имаме и него е... Максо. Максо, кај Овде е го кога се ги шетате? освои водопадите во Струмица, како беше името ги заборев? Смоларски? Смоларски. Така бе, да. Тај бе од режија. Поздрав до режија, не подсетија. Смоларски водопади, тука Максо ги освои и се осеќаше она буквално горд и полн, као да се качил на Монте Еверест, викам, окей, ајде, сликај Мора ме да се. се добро сега за дете, тоа е Сликај ме се, тука сликај ме се, тука дај ми со што да одам, и за моје радно, али за него беше посебно дожди, викам, ајде, супер. Имаше ли грашак на крај горе? Грасак не ти јадам, Макси, нема шанси. Ова е мојот брат, тука сме Да. на посета во Грција, заедно работна, измешана работна, плежар и бизнис. Така. Он ми е голема поддршка во животот, се што правам, буквално се консултирам за многу работи со него, е доста повозрасен од мене, постар од мене. Гурман? Го слушам, да, голем гурман, хедонист. Дали пробува он прв од сето тоа ти што го смислуваш, Па има сакаш сигурно нешто? 90% пробано. Сигурно и најголем критичар ви е. Да, да. Така? Знам, сите кавги, прво се со него, па после со сопругата, да Со речем. другите, да, Така. да. Он ми е филтер. Бране, како вие се сногате во кујната? Да. Кој ви е омилено јадење македонско? Многу слабо и многу ретко сум во кујна. За среќа, тука е сопругата да го надополни Па тоа што добро, ја тоа, не успеам да го постигнам. Се што ќе ми изготви сопругата ми убаво. Буквално се. Вие Така нешто што знаете? немам нешто посебно. Па онака Спржите стандардни јајца нешто, да, такви некои Теstenини. ситуации. И нешто за Маља, за Данила, така што би сакал он
да направам. Па добро, да бидејќи кажав, кумановци се познати по тоа традиционални мезиња. Имаме ние многу да... кафани во Куманово, каде што може соодветно да се најде човек, така што поканувам слободно дојдете во Куманово, имаме прекрасни ресторани, прекрасни кафани со прекрасни јадења, познати и тука ширум Македонија, така што имаме алтернатива ако не знаеме да готвиме како да се снајдеме. Така, па што ги работат после готвачите како фичако. Така е. И емисијата Куманово е една од подрагите, мислам, Кумановци се легенди во форма. Да, верувам. Едва си отидов од Куманово каснее. На крај викам Петаре си име викаше полнок стана цел ден снимаме. Да. Едва. Гостопримливи се, навистина топли, одлични домаќини. Алберт, дали вие знаете нешто или кој е традиционално ромско јадење? Па немаме сега ние традиционална Или од целиот кујна, свет. од целиот свет имаме по нешто земено. Добро. Така да и јас готвам дома, често мислам се примеси на мене, гурман сум, може да кажам. Сопругата ми е исто од Романија, ромка и така да правиме ние различни, значи гулаш знам да правам, скоро сите јадења, мусака и слично. Значи кај Дракче да ве препорачам. Се препорака и од нас, Не, сигурно не лошо. гледа Дракче. Ке споделиме Така тоа. да- Значи добро се снаоѓате во Не е проблем тоа. Па, често пати и кога си студент, живееш сам. Да. Јас бев, значи студиравме и во Будимпешта 3 години магистратура кога правевме и мора се, мислам, мора да се знаеш, па бев една година исто и во Америка бев на work and travel, така да се до тоа искуство те учи сам да се снајдеш во животот. Сака ли, И не ќе сите да работи ги домачински што се мора да се ги Така, па не може стално да биде нешто мачкање на леп. Мора Така нешто е. да се јаде Иако, сготвено, Кој нели? не си правил тост со пегла, не си студент. Леле, тој тост со пегла, го памтам од порано кога сум патувала со моите буквално во осети дома тост со пегла. Камперскиот тост скроз, да. Во Турција така во кантините навистина Така ги и продаваат продаваат, тостоите и стварно со пегла. И јас го гледам Јас вака сум друга оддалеку. генерација, прв пат слушам за ова. И Добро. јас Има го логика. гледам оддалеку и не ми се верува, викам дали е возможно дека стварно тостов го прават со пегла. И викам на зашто? мајка ми дај молим те жити се да пробам што е ова со пегла што прават. И тостарот И сега е од тебе пегла, го слушам. само е така или е ребраста. Само ребраста. Подлогата што грејаче греа. Али со принцип, вкусно беше, морам да можеш признаам. направиш без беше проблем. Ќе снимам видео на тост со пегла да видиме како тоа ќе изгледа. Ветро. Вирално ќе отиде тоа. Ветро. Да. Така е, добро. Дали си утрински човек или пак најразлично ти започнува денот зависно од обврските во ресторанот, како ги имаш? Принцип Сепак станувам многу набавките рано. нели треба да се направат наутро? Станувам, набавките се прават од вечер веќе, меѓутоа станувам многу рано, дури и викенд ми викам сега ќе поспиам и станувам таков полнаспен, гледам 10 за 8. Тоа ми е поспевањето, 8 часот. Значи тука сме на исто сме и ние сутринска така Добро, сме вие вака. сте Добро сега, кога не Многу сме рано. во програма, не мислам од Ние сме од станувате во 5 и пол, кога не сте по Со програма. кокошките ви. Кога си легнувате? Па не се легнуваме многу рано, пред 12 кој може да се легне? Па Јас. деца да ги еве Да, дете. супер навика. Нема шанса Добро, да ти кога станам имаш во деца пет. и ти нема да се Добро, легнеш. окей сега, да, во право, си имам мачка. Бране, верувам дека вие поради работните обврски утрата ви се сепак треба да станувате. Сакам да поспиам, да. така реално сакам да поспиам, викендиве ги користам. Така. За среќа Супер, супер. да поспиам. Ако можеш, поспи. Да, го користам тоа и така сакам, меѓутоа работната недела си е обврските си го прават своето станување рано, така што генерално сум рано буден, меѓутоа не по своја волја, туку поради обврските. Она кога имам време да спијам, Значи кога би имале избор, би си поспиле. Така, апсолутно, да. Добро. Алберт, вие дали сте утрински или попладневен? утрински утрински? човек, да. По утрото денот се познава, Така е. така да. Кој рано рани? Имавме Цел ден ние- зела. Не, така. Имавме ние и на факултет, особено, не знам, имавме и професори кои што ако касниш, не знам, 10 минути, ако е 8 е 8, така да мора да си стигнеш 10-15 минути пред секој состанок и тоа е више станува и работна навика. Навика, да. Па И не за се џабе дојде велат со дека тоа. училиштето не се прво воспитно, образовно установи. Така е. Да, имам и некој поздрав од Дракче не гледа, вели ве гледам, поздрави ги сите, ама мислев Бране ќе готви. Ете, она таква малку. проценка имала. Ете кај неја во емисија ќе се обидеме, да. Ќе Да најдете направиме нешто, нешто. вкус може да ви помогне Дракче. Да ме научи. Да.
Сигурно. Може, да, секако дека нема да ве остави. Алберт, да не наоѓате вие време, сега бидејќи таков е денот, сакавме да споделиме фотографии кои што нели ќе го одбележат овој ден и ќе покажат она кое што нели вие како институт го работите, но дали ете надвор од институтот со сопругата, пријатели така натаму, наоѓате време за најразлични дружби, бидејќи ромите сепак ни важат за весел народ, полн со срце, душа, стално со песна, каде што музикален. Да, музикални. Јас себе сум играорка и знам ромски да играм и секој пат се убави весели со дајрења, така убаво. Имаме време, јас секогаш го користиме времето одморите за патување и убаво кога не знам, затоа што двајцата студиравме во Будимпешта, па имаме и многу широк круг на пријатели. Така, мене особено ние направивме на балканска тура, така што ми е во сечавање. Босна, па од Босна во Хрватска, од Хрватска во Црна Гора, од Црна Гора. Па тоа е една долга рута. Долга рута, балкански, секаде во секоја држава имавме по еден човек и имаме каде да одиме. Така да мислам дека наоѓаме време особено за патувања, па и одење на конференции, значи во Сингапур имаме исто така. Одено сопругата беше на конференција таму, меѓутоа од така од одбележјата нешто што ми останува е особено на една свадба во Шпанија. Имавме една пријателка од Романија која што се омажи за Шпанија и бевме на изворно фламенго. И тоа, мислам, и начинот како се слават таму обичаите и традициите се многу поразлични од тука, значи седете од 9 до 12 само јадење и гостење, од 12 навечер до 6 наутро е целата свадба, диџеј, комбинација со фламенко, така да нешто феноменално што останува во сечавање. Меѓутоа и овој ден е исто така за чествување, се прават различни манифестации, некаде се прават маршови, во некои држави, културни настани, вчера имавме исто еден настан, политички настан, кај што се одбележува Светскиот ден на ромите. Верувам дека се почесто овој ден, меѓутоа и историјата и културата на некој начин ќе се институционализира и нема да биде само од пренесување од колено на колено, меѓутоа че имаме една институција која што ќе го одржува ова, па и делот за познавање помеѓу заедниците, не знам, ромите да бидат дел во историјата, од македонската историја, за да можеме да се знаеме едни со други, затоа што се уште го судиме ние на начин на тоа што го гледаме надвор, а често пати тоа што го гледаме надвор не е вистинската слика што ја осликува. И тоа што не го знаеме. И тоа што не го знаеме и често пати имаме страф од тоа. И верувам дека во периодот што ќе следи ќе треба малку повеќе да се работи кон институционализација, запознавање и граѓање на мостови помеѓу заедниците. Затоа што ние сме една мала држава каде што живеат голем број на заедници. И ако сакаме да одиме напред, мораме да функционираме сите заедно. И сите сме луѓе на крај на денот. Има добри и лоши луѓе, за мене. Други поделби кои што ги имаме, мислам дека се правиме непотребно, да. Заборавив да прашам кај вас дома кој готви, кој е главен кујна? Ивана готви. Искрено, да. Многу, да речем 80% од зготвените јадења дома ги готви Ивана. Па добро да одмориш и ти малку. Ја готвам кога снимам. У принцип снимам често, меѓутоа пошто е храна што ние јадеме нормално, не ја фрламе. Меѓутоа да, Ивана е задолжена. Сино дали има претензија кон готвење, сакали да се меша во кујна? Он е многу пики јадач, значи пази што јаде, да многу е превирлив, да, и интересен многу како се посматра. Препознава вкусови така различни од она што апсолутно. Многу поразлични. Да имаш дома да е, тоа е. Многу поразлично, значи буквално знаеме што сака и не можеш да му протнеш било што да се. Така. Добро, ви благодарам многу што ова утро бевте со нас. Ете, верувам дека уживавте во едно поразлично гостување. Утрински дека ве разбудивме и вас, како и нашите гледачи. Верувам дека ќе се видиме повторно во некоја исто интересна прилика да позборуваме за она кое што го работите.